Главниот град и натаму се гуши во загаден воздух, особено во досните часови. Дека загадувањето ја надминува црвената линија покажува и апликацијата Мој воздух, која што ја мери загаденоста во Скопје и Македонија. Рано утрово во Ѓорче Петров беа измерени неверојатни 1999 PM честички во воздухот, што представува сериозна закана за граѓаните кога е во прашање нормалното живење. Тие пред камерата на Алфа се жала дека загадувањето го чувствуваат и тоа многу, особено оние кои имаат здравствени проблеми. Вела дека во дел од општините не се дише рано наутро и доцна навечер. Сабаре кога стануваме, излегаме од дома, осеќаш Проблем. осеќаш проблем, богаме. Така што треба надлежните да направат? Ала надлежните треба да, па како да ти кажам, треба да превземат нешто. До сега има реагирано? Нема, до сега никој ништо не прави, брат. Никој ништо не прави. Само Оставено сами на себе. сами на себе така. Нема размислување, ве сами те огледате, гледај го одма. Смета. Но, Направиле ли градскиве власти нешто до сега? Мислам до сега по мене не направиле ама баш ништо. И покрај тоа што викаат дека прават. Земете вие зеленилата се дека кај што се гради нема више зеленило. Се е бетон. А тоа е одно, се е бетон. Јас бетонот не дава растенијата, дрвата, тие се исто така кои акумулираат еден дел. Освен во Ѓорче, загадено беше и кај ректорат, пошто следува Скопско, Миладиновци, Бутел и аеродром. Загаден воздух дишат и жителите на Куманово, Битола и останатите градови. И додека граѓаните се гушат, Скопје полека но сигурно се искачува на врвот на неславни светски листи по загаденост. Македонската метропола се најде на 6-то место по загаденост во светот, како и на глобалната апликација Air Visual. Од град Скопје се правдаа дека загадувањето било моментално на интервали, но во суштина загаденоста не ги надминала граничните вредности. Од коалицијата за чист воздух до сега неколку пати реагираа дека сликата за разлика од лани била непроменета и дека Скопје и натаму ќе биде загадено зашто власта не мрднала со прст во текот на летото. Од граѓанските здруженија се жала дека голем дел од мерните станици не работеле и оттаму се правдале дека наводно често се сервисирале. Мерните станици кои што во одреден период ми се и единствена релевантна база на информации за како е загадувањето од час во час или во текот на еден ден, во голем дел и не работат, константно се наводно на сервисирање, необјаснимо снемува понекогаш податоци од нив. Инаку во Македонија околу 1300 лица годишно умираат како последица од загадувањето. Според податоците на Светската здравствена организација, поради изложеност на загаден воздух, годишно умираат околу 7 милиони луѓе.